Чупино трейл на Чупино вертикал повтор пат одзивот за 250% поголем од лани. Дали Чупино е новиот туристички предизвик за промоција на општина Виница? Планинари, маратонци, ентузијасти од цела Македонија, од Бугарија, Америка, Англија, Чешка, Белгија, викендов од центарот на Блатец ја исцртаа и втората маратонска група до Чупино до 1725 метри во должина од 5,5 километри. 1030 метри висинска разлика со изобилство од природно искаени пејсажи со поглед кон Голак и Осогово во позадина Пирини Рила, за на крај да се отвори природниот раскош на Плачковица, врвот Лисец и во позадина цела Шар-планина. Таква туристичка понуда може да произлезе само од нашата недопрена природа, која знае да изненади со голем број скриени богатства. Втора година поред, за разлика од минатата година, овој пат одзивот на учесници е 250% поголем. Значи минатата година имавме 37, оваа година имаме 111 пријавени. Учесници имаме претежно се од Македонија, имаме голема група од Бугарија, имаме по еден учесник од Белгија, Америка, Англија, Чешка и од Косово. Во 10 часот од Блатец стартуваа 90 учесници во скоро идеални временски услови и за нијанса повеќе снег од минатата година, а први на врвот стасаа. Во машка конкуренција подиумот изгледаше вака. Прво место за Мајкал Ван Бален 50 минути 54 секунди, Дејан Ангеловски 51 минути 48 секунди, трет Александар Кировски 52 минути и 2 секунди. Во женска конкуренција прва беше Сања Најдовски за 1 час 4 минути и 50 секунди, Елена Ртовска 1 час 6 минути и трета беше Марија Пеликон 1 час 18 минути 40 секунди. Во категоријата ветерани над 50 години мажи прв беше Илија Настевски 58 минути, втор Владо Симеонов 1 час 11 минути 40 секунди, трет Борче Милосковски 1 час 23 минути и 2 секунди. Во категоријата ветерани над 50 години жени прва беше Валентина Узунова за 1 час 24 минути и 50 секунди. Членовите на клубот Чупино по четврти пат се покажаа како високо професионални организатори со поддршка на неколку приватни компании од регионот и секако општина Виница.